Заедно со нас во студиото на Универзитетското радио е проректорот за развој, инвестиција и одржување, доцент доктор Кирил Барбареев. Проректоре, добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Ке зборуваме генерално за политиката на развој на универзитетот и инвестициите и сето она што е вашиот дел на УГД. Најпрво, како сте задоволни од она насока на развој на УГД досега што се одржува во изминатите неколку години? Добро. Знаете, одлуката за основање на универзитетот беше 2007 година и веднаш започна еден, така може да се каже, еден динамичен период за сите факултети и за генерално за универзитетот како институција која што се појави на еден простор кој што може да се каже изминатите 30-40 години копне по реализација на оваа идеја и можеби одлуката за основање на универзитет беше во еден период кој што е динамичен не само за нас како регион, туку динамичен и за државата во која што се најде, имајќи в предвид дека тенденцијата кон влез во Европска унија, наметнувањето на сосема нови стандарди кои што ќе го подигнат нивото и ќе ги зајакнат капацитетите на она што треба да представува високо образование, напуштање на многу стереотипи, предрасуди, стари навики кои што постоја и во високото образование, меѓутоа и генерално во образованието во нашата држава, е период со сериозни предизвици со кои што овој универзитет започна уште од 2007 година. Не треба да се заборави дека всушност универзитетот започна во простори кои што беа стари по неколку децении, напуштени објекти, запуштени објекти. Ете се случи во изминатите 7 години генерално да се затвори инфраструктурата на универзитетот и универзитетот да представува универзитет на времето во кое што е создаден и времето кое што доаѓа. Така да, ако може да се каже со една реченица, ете, за почеток на ова интервју може да биде и последното гостување на академиците на Македонската академија на науки и уметности, на председателот и на подпредседателите, но и на другите академици, кои што кога видоа всушност со што се располага овој универзитет, тргнувајќи ги оние стереотипи, предрасуди кои што ги имале за оваа институција, рекоа дека ова е универзитетот на новото време. Така, уште од самиот старт, кога веќе го спомнавте и основањето, УГД се формираше како интегриран универзитет, предходно, но и денес високото образование генерално во државата трпи многу критики. Дали клучниот момент за да се разликува УГД од останатите и да се подобри во насока на менување на сликата на високото образование беше идејата да се формира интегриран универзитет? Па тоа беше согласно законот за високо образование. Моето мислење и генерално мислењето на Сенатот и на ректорската управа е дека интегрираната форма на универзитет има сериозни предности. Предности од аспект на побрза динамика, на воспоставување на побрзи процедури, решавање на одредени точки кои што можат да бидат многу поинертни во решавање на некои други институции кои што се постари од нас, или од предноста исто така се гледа и во начинот на финансирање, во начинот на носење на одлуки што треба да представува приоритет во моментот на финансирање на универзитетот. Целото тоа се покажува дека има сериозна предност и не случајно интегрираната форма на универзитет е форма која што се повеќе европските институции, оние најстарите веќе ја застапуваат и почнуваат да ја имплементираат, а да не забораваме дека еден најголем дел од американските универзитети и од универзитетите на другите континенти, каде што иако има други почетоци од своето основање, се всушност во таква форма на функционирање. Од тука, ако овој универзитет тргнеше и ја застапуваше политиката на поранешните форми на организација, никогаш немаше да дојдеме во формата да може факултетот за музичка уметност да има таква опрема или факултетот за природни и технички науки, односно кампусот за технички, технолошки, биотехнички науки да има толку лаборатории. Сето тоа имаше некаква смисла и за толку кратко време. Така. Која е насоката во која што УГД се движи, односно на што е она што најмногу се посветува внимание, не можеме да кажеме во моментот, но ајде во некоја временска дистанца од пред неколку години, што е она на што најмногу се посветува внимание и зошто како менаџмент, да речеме, се одлучивте токму за тоа?
Па добро, универзитетот нема многу простор да импровизира и универзитетските политики не треба да се движат во насока на она што треба да представува ад хок решение. Значи, можеби во моментот сме како институција насочени на она што представува стандард во високото образование, во просторот каде што фигурираме, каде што е најголем дел од мобилноста на студентите и на наставничкиот и соработничкиот кадар, тоа се стандардите на земјите на Европска унија, сите политики кои што се носат во Комисијата за образование при Европскиот парламент и не случајно и промените во законот за високо образование во Република Македонија се токму во таа насока. Пред неколку месеци универзитетот имаше евалуација и тоа надворешна евалуација токму од тие фактори, тоа се Европската комисија за образование, каде што на некој начин беа детално разгледувани сите процедури, сите политики, инфраструктурата, односите внатре во носењето на одлуки, начинот на финансирање, на имплементација, начинот на стратегијата на развој на универзитетот и врз основа на тоа ние сме задоволни од извештајот кој што го поднесе оној првен устен извештај, ке следи писмен извештај за она што представува евалуација на стратегијата на развој на универзитетот и навистина луѓето кои што го видоа тоа, кои што генерално се луѓе кои што се директно вклучени во сите нови процеси што она представува образование, наука и настава во следниот период во земјите на Европска унија. Добивме многу позитивни сигнали, но добивме и многу позитивни критики во која насока ние треба да се подобруваме. Од тука ние веќе ги знаеме тие точки, репери кон кои што ќе се движи развојот на универзитетот и во фаза ќе почне подготовка на таа стратегија што треба да биде овој универзитет во следните 10-15 години. Тоа не може во моментот да го каже ниту проректорот, ниту ректорот, ниту било кој професор на универзитетот, тоа мора да произлезе од една сериозна дебата внатре во универзитетот, од создавање на тела со повеќе членови од повеќе факултети во кои што заеднички ќе се креира стратегијата врз основа на некакви репери, точки, сугестии од оваа комисија за евалуација, од она кон што ние сакаме да се движиме, која е нашата визија за овој универзитет на локално ниво, на регионално или на балканско ниво. Од тука целото тоа треба да произлезе во следниот период. Генерално, она каде што сега е позициониран универзитетот може да се каже дека неверојатен одскок направи од она што треба всушност да представува универзитет за високо образование. Ова не го кажувам само јас од позиција на член на академската заедница на оваа институција, туку тоа го кажуваат сите кои што дошле внатре и сите кои што на некој начин се наши колеги на други универзитети во Република Македонија. Еве местото каде што сега разговараме, универзитетското радио е радио кое што е создадено во овие 4-5 години. Има институции во државата кои што се 50-60 години или наменски институции само за медиуми, па немаат вакви услови и стандарди за работа внатре. Така да тоа се мал број на показатели, меѓутоа она како е позициониран универзитетот во моментот, ние мислиме дека е во вистинска насока. Колку и во која мера уга да учествува во креирањето на државните политики за високо образование? Па колку учествуваме и како учествуваме е прашање кое што секогаш академската заедница го поставува и критички се однесува кон генерално кон образовните политики кои што ги носат министерствата. И тоа не е само случај во нашата земја, тоа било случај од самото основање на сите универзитети. Од тука секој индивидуалец внатре во оваа институција, дали е тоа преку неговиот начин на сугестии, преку начин на изразување и одраз во предметната програма која што е креира, дали преку одлуките на факултетот, дали преку некакви други позиции, комисии стручни во Министерството за образование, дали преку некакви јавни настапи за тоа како треба да се движе образованието, секако дека дава одредени сугестии, дава одредени гласови, не може да се каже дека тоа се постојани процеси, не може да се каже дека институцијата е сериозно прашувана за одредени прашања, меѓутоа постојат сериозни елементи во кои што стручни лица од институцијата даваат своји сугестии, учествуваат веројатно во подготовка на закони, даваат своји коментари, се прашувани за одредени стручни прашања од областа на различни она што треба да представува и стратегиски развој. И тоа не е случајно. Лабораториите на
универзитетот се сериозна донација и инвестиција на владата на Република Македонија. Значи таму има професори, има катедри, има наставници кои што работат во тие полиња и кои што тоа понатаму треба да го одржуваат и да се инвестира повторно во тие лаборатории и во тој процес на она за што се создадени овие институции. Така не случајно ве прашав затоа што се поклопува времето на да речем ајде порадикалното менување на законот за високо образование со времето кога постои угада. Вие доаѓате од факултет за образовни науки, колку генерално академската заедница од овој универзитет учествува во креирањето на образовните политики не само во високото образование, еве да речеме од факултетот за образовни науки, колку може да придонесе во развојот на образованието генерално? Па може да придонесе. Нели постојани реформи во образованието затоа? Може да придонесе многу. Јас имав прилика да учествувам во неколку јавни расправи, бев поканет од страна на одредени министерства во кои што се подготвуваа некои промени на закони поврзани со образование, настава и наука. Имав простор да видам дека еден поголем дел од политиките кои што се носат внатре се сериозни политики кои што се преземани од одредени системи, од одредени држави, од закони кои што веќе постојат и се имплементираат. Постојат одредени сугестии дека треба да се внимава начинот на кој што тоа треба да се направи, дали е во моментот тоа приоритет кој што треба да се решава. Постојат одредени, може да се каже, недоразбирање, на пример, зошто одредени факултети се ставаат во мирување, иако нашата проценка како факултет е дека нема потреба од такви мирувања, колку што има потреба од подобрување на квалитетот на процесот. Постојат одредени, како да се каже, проблеми дека одредени луѓе се иземени од начинот на давање своји мислења, не се прашани или цели факултети. Така да тоа се повеќе системски прашања и јас сега кога зборувам, сакам да зборувам за начинот на кој што постојат одредени недостатоци, веројатно заради времето, веројатно заради различни карактери, многу прашања. Тоа се можеби и прашања на младоста на државата или младоста на луѓето кои што учествуваат во имплементацијата на тие процеси. Така се прават ли одредени анализи што е она што му е потребно на пазарот во смисла за креирање на студиски програми и каде во кои реони, да речеме? Која веќе спомнавте креирање? Тоа би требало да се прави постојано. Значи не само соодветните министерства, тоа и не само заводите за вработување и не само она што треба да представува стратегија на општеството, каков кадар се профилира, за какви потреби на општеството, во кои региони тоа ќе се развива. Тоа се постојани процеси во кои што треба да бидат вклучени и универзитетите, и стопанството, и општеството. И не случајно новите насоки на она што представува формирање на одбори за доверливост во јавноста се од такви измешани структури. Значи од секогаш креирањето на студиската програма на било кој факултет мора да се базира од позицијата на она каде завршениот кадар ќе работи. И верувајте дека најголем дел од креаторите на образовните политики тргнуваат токму од тие позиции. Ако креирате студиска програма за образование и воспитание на деца, вие прво мора да тргнете од воспитувачите, од учителите, од родителите, од можноста за отворање на нови работни места, заедно се разбира со стручните лица и заедно со општеството. Тоа е единствениот процес во кој што стратегијата за развој и отворање на нови студиски програми, да не зборуваме колку тие треба да бидат компатибилни со одредени студиски програми и надвор од нашата држава, во европскиот простор или надвор од европскиот простор, која литература се користи е исто важно, во која насока ќе се движи, кој концепт на настава и наука ќе биде преземен. Тоа се сериозни прашања на кои што факултетите дневно, а универзитетот постојано преку градење на стратегија треба постојано да работи и постојано да ги отвара. Во овој контекст ги споменам трите нови академии, впрочем станува збор за две нови академии. Музичкиот факултет за музичка уметност само се претвара во музичка академија, тука се ликовната и филмската академија. Од ваша позиција инфраструктурно екипирани ли се овие две академии? Тие се во фаза на обезбедување на инфраструктурата. Факултетот за музичка уметност сега преминува во музичка академија после 7 години од своето основање. Ликовната академија е веќе во фаза на структурирање и создавање на капацитетите. Студиската програма која што беше во изминатите 2 години класично сликарство сега веќе преминува во целосно под ликовната академија. До сега ја менаџираше факултетот за музичка уметност. Филмската академија стартува, првиот циклус ќе биде во Штип, вториот циклус ќе биде во
Охрид, веќе во Охрид се обезбедени просторните услови и тие ќе бидат во зградата, инфраструктурата на Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле, а што се однесува за нашите услови, во моментот ќе започнат веројатно во Центарот за култура, можни се и овде при користењето на радио, телевизија, овде што го има универзитетот и ќе започне стратегијата за она што всушност и каде ќе биде Филмската академија. Дали е тоа потребно? Потребно е многу, заради тоа што се зајакнува универзитетот со сите своји хуманистички дисциплини. Мене лично, ако ме прашате, бидејќи доаѓам од една област која што е на некој начин интердисциплинарна, па дури мултидисциплинарна, државата досега не размислувала за отварање на вакви факултети и на вакви студиски програми. Иако ние имаме факултет за драмски уметности во Скопје, иако има филмска приватна академија, слободно можам да кажам дека тие не се сериозно позиционирани во насока на создавање на функционален профил за потребите на општеството. Имаше многу кои студираат во Бугарија. Апсолутно, меѓутоа сега ако поставите прашање на пример кој прави цртан филм во Република Македонија, од аспект на поврзаност на педагошка дејност, од аспект на стручна филмска продукција, од аспект на стручна филмски тон, монтажер, сега не се разбира во тие професионална смисла. Значи тоа целото мора да се најдат тие луѓе, па да се договорат, па да биде некаков проект, па да го финансира некој во државата за да излезе некаков продукт. Со какви педагошки елементи, со какви стручни елементи целото тоа ќе биде. Тоа е прашањето кое што сега универзитетот преку овие академии може да го постави веднаш и може веднаш да ја отвори својата апликативна дејност, а тоа значи студентите уште во текот на своето студирање, но и сите вработени на универзитетот кои што ќе се почувствуваат и се поврзани со тие предметни програми, студиски програми, можат да прават апликативна, па дури наставна и научна дејност, книги за деца, апликации, фотографии, слики, изложби, апсолутно, значи опремата која што ќе има тој факултет ќе ја нуди како потенцијал и на другите факултети да може да се креира целото тоа. Так, уште една соработка ќе споменеме овде во овој контекст, соработка со Универзитетот за традиционална медицина во Кина. Веќе се спомена дека се започнува студиска програма со овој универзитет од Кина. Инфраструктурните делови за овој универзитет веројатно и таму е потребно нешто посебно. Така е, значи Факултетот за медицински науки веќе акредитираше неколку студиски програми кои што се поврзани со алтернативната медицина, конкретно со акупунктурата. Таму се креирани и други студиски програми кои што ќе бидат во заедничка реализација и со одредени катедри од земјоделскиот факултет. Меѓутоа, зборувајќи пред се за инфраструктурата, од страна на владата на Република Македонија доделен е просторот на бањата Кежовица, каде што во одредени делови од тој простор треба да се сместат студиските програми за физиотерапија, за алтернативната медицина, конкретно за акупунктурата. Ние како универзитет направивме некои своји видувања за тоа. Во рамките на медицинскиот факултет ли ќе биде? Тоа се ќе биде во рамките на Факултетот за медицински науки, ако таму е поделено на што представува, што се стручни студии, што се научни студии. Меѓутоа тоа е јасно разграничено таму и од таков аспект нема никаков проблем. Во моментот анализите и проекциите кои што ги направивме ние како универзитет кажуваат дека таму има потреба од повеќе од 800.000 евра инвестиција, затоа што станува збор за многу стар објект, за објект кој што така е, да. Во моментот се разговара, се дискутира со Министерството за здравство околу опремата, околу начинот на средување, околу постапките како тоа ќе се реновира, како ќе се санира, како ќе се адаптира. Еден дел од тоа станува повторно на бањата Кежовица, така да се уште се тие фази на договарање. Меѓутоа, како и да е генералната слика и она што представува иднина на овој простор на универзитетот и на регионот од аспект на здравство, имајќи в предвид дека импактот на Факултетот за медицински науки е огромен и од национален интерес. Значи, ако забележувате со отворањето на универзитетот почна да се заговара и постојаниот притисок за подобрување или за градење на нова болница и за добивање на нова опрема. Значи, целото тоа создава постојан притисок за подобрување и подигање на квалитетот кој што оди во насока на создавање на еден простор од кој што сите ќе имат бенефит, значи и граѓаните, и
поширокиот регион, бидејќи универзитетот гравитира со регионот од скоро половина Македонија, значи повеќе од 200 до 300.000 жители од овој регион и днината на своето студирање и својот академски развој го планираат на оваа институција. Токму така и веројатно од тој аспект и да чувствува одговорност да се грижи за некои вакви општо работи од општ интерес. Морам да ја прашам знам дека тоа не е работа на УГД ја заврши работата до одреден степен за студентскиот дом. Исто така тоа е под постојан притисок во градот за сместување, дали ќе има, каде ќе има. Што се случи? Знам дека направи УГД проект, го достави до Министерството. Да, универзитетот направи проект, ми се чини два проекти, дури го ревидиравме тој постојниот проект кој што беше и целосно идејно решение на просторот кој што е доделен на универзитетот, да тоа е поранешниот диспанзер, почнувајќи од таа точка па се до спортската сала е простор во кој што треба да биде изграден така наречениот студентски град. Меѓутоа очигледно е дека во моментот ќе се почне со некаква изградба само на одредени простори за студентско сместување. Тоа е многу сериозно. Да, на тој простор тоа е многу сериозно прашање и може да се каже дека во моментот представува приоритетно прашање, би требало да представува приоритетно прашање и за државата од аспект на тоа што студентскиот стандард и решавањето на тоа прашање не е во доменот на универзитетот, бидејќи ние немаме средства тоа да го направиме. Меѓутоа, имајќи ја во предвид позицијата, развојот на институцијата, имајќи во предвид еден друг момент кој што сега ќе се соочи институцијата, тоа е од следната академска година 2015, тоа е можноста за престојување на странски студенти и изборот на универзитетот за мобилност на одредени програми, значи универзитетот мора да го решава тоа прашање заедно со Еразмус. Така, значи мобилноста на студенти е прашање во кое што вие морате да понудите сериозен, пристоен академски простор во кој што некој кога ќе дојде да учи, да се усовршува, мора да биде тоа ниво минимум од нивото од каде што доаѓа тој студент. Така да на некој начин и подигањето на стандардите во земјите на Европска унија и насоката во која што ние се движиме како општество, на некој начин тој притисок може да се каже дека дури одговара на универзитетот заради тоа што мора да се направат соодветни услови. Тука нема простор за импровизација. Тука има и други стандарди кои што се и законска регулатива и на нашето општество, но и законска регулатива на она што представува академски престој. Значи точно се знае колку метри квадратни следува за студент од општествените науки, колку метри квадратни следува за студент од хуманистичките науки, колку од медицинските науки. Сите тие процедури се многу сериозни кои што се опишани во закони, кои што мора да се почитуваат. Така, како веќе споменавме тие бројки на студенти и проблемот на сместувањето, годинава на конкурсот е значително помалку студенти се запишуваат оваа година од минатата, 4700. Кој е ставот на универзитетот за ова? Па добро, ние некако проценивме дека универзитетот и во следниот период можеби уште малку ќе се намалат бројките заради тоа што на почетокот зголемениот број на студенти кои што сакаат да студираат на универзитетот, во овој момент можам да кажам дека не треба да биде репер на кој што треба другите да го гледаат универзитетот и не треба да биде тоа момент во кој што ќе речат дека сега помалку се запишуваат од порано. Значи моментот на поголем број на запишување студенти имаше една друга причина, а тоа е што од овој простор еден поголем дел од граѓаните имаа започнато свое образование на некои други универзитети и застанале, дали во прва година, дали во трета година, од многу причини, некои од економски, некои од своји лични причини, и отварањето на универзитетот направи сите тие студенти да се дообразуваат, всушност да го продолжат своето образование, и имаше момент во кој што од економски веројатно причини и од ограничен простор на студирање заради двата факултета, педагошкиот и факултетот за рударство и геологија, многу граѓани почнаа да студираат на некои од факултетите кои што беа повозрастни. Например, некој сакал на 40, на 45, па дури имаше и на 55-60 години кои што луѓе се запишуваа. Целото тоа направи една слика дека на универзитетот се запишаа во еден момент и 4400 студенти. И од тој момент почнаа да се дигаат сите бројки и квоти за упис, меѓутоа следува период кој што бројките ќе се намалуваат и на универзитетот му одговараат бројки некаде помеѓу 3300 и 4000. Тоа е стратегијата на универзитетот, и ако ние се движиме во тие бројки, универзитетот ќе биде секогаш во стабилни води и секогаш ќе биде институција која што постојано и перманентно ќе се развива
напред. Така, моментално Угада е дисперзиран во повеќе градови низ државата, најново е Филмската академија од вториот циклус во Охрид. Го гледате ли можеби Угада во иднина како дел од некоја балканска или пак европска конкуренција? Видете, јас лично сметам дека создавањето на имиџот на универзитетот зависи од секој поединец внатре, со самото тоа што веќе овој универзитет и факултетите имаат свое решение. Тие се веќе на светскиот академски простор. Секој од нас може во моментот да стане престижен ако понуди соодветни услови. Создавањето и влегувањето на тој простор е можен. Значи, универзитетот има многу професори, многу соработници кои што се докажале во своето поле надвор од овие граници, кои што слободно можам да кажам дека се брилјантни умови и може да предаваат и предавале на други универзитети или соработувале преку проекти или знаат точно во каков простор се наоѓаат. Значи, да не спомнуваме и да не издвојуваме во моментот поединци. Факултетот, односно Филмската академија, веројатно и државата, не случајно донела одлука тоа да биде во Охрид, во еден простор кој што веќе е подготвен и каде што ќе стартуваат веќе врвни докажани луѓе во таа професија. Тој простор е многу специфичен и од многу други причини. Значи, не случајно природно сценарио. Значи, стратегијата не е случајно што е донесен втор циклус да биде таму и не случајно е избран Охрид заради многу моменти, заради многу мотиви кои што ќе се случуваат. Значи, таму ќе предаваат професори од академијата во Прага, таму ќе предаваат професори од другите факултети, докажани режисери во Република Македонија, луѓе кои што значат нешто во својата професија. Тоа нема да биде само заради името Филмска академија или само заради тоа што се универзитетот немал таква академија, па сега ќе отвориме уште Филмска академија. Значи, тоа е сериозен елаборат, учествуваат сериозни луѓе во тоа, акредитирани се студиските програми, доаѓаше деканот на Филмската академија од Прага во Скопје, па држеше пресконференција со министерот, така да јас искрено се надевам дека и универзитетот, менаџментот на универзитетот се надева дека тоа целосно ќе биде многу сериозен момент и пресвртница на она што представува таа хуманистичка наука на нашиот универзитет и генерално во државата. Така, која е еднината генерално на високото образование според вас, а во таа смисла која е еднината на Угада? Еднината на високото образование зависи од сите нас и високото образование е во моментот, може да се каже во некакви води во кои што потребно е поинаку да се позиционира. Постојано од страна на членовите на академската заедница се зборува за автономија, меѓутоа тоа секаде се зборува и секаде се отвара прашањето за не реорганизација, туку за можеби преформулирање на тој поим автономија. Што значи сега автономија во вакви простори? Знаете, например во Јапонија, кога се носеле прашања за тоа кој треба да ги креира студиските програми, универзитетите исто многу сериозно постапувале кон притисокот кој што го правило општеството, дека тоа треба да биде само универзитетот, без да се прашат и некакви други сегменти. Меѓутоа, тогаш некој им кажа вака: добро, ако вие сакате сами да ги креирате, тогаш вие ќе носите одговорноста за пазарот на труд, каков квалитетен кадар излегува таа институција. Од тука иднината на високото образование всушност зависи од сите нас во општеството и од сите кои што носиме одлуки. Значи, зависи од владата, зависи од секој поединец на овој универзитет, зависи од сите универзитети на овој мал простор, како ќе се договорат да се креира високо образование и кои насоки на препознатливост и на зајакнување на овие капацитети како можност ќе ги понудиме. Јас не гледам дека младите во општеството имаат друга алтернатива за не само за излез и за студирање во државата, туку генерално за профилирање и за поставување на како своји личности, значи за профилирање и за позиционирање на својата иднина во општеството. Значи, како никогаш порано, единствено преку високото образование се нудат разни прозорци за излез во општеството на 1 месец, на 2 месеци надвор од државата, за учење на јазици, добивање на странски стипендии во Германија, во Америка, во Јапонија, во Русија, не знам веќе каде не, давање на нашата држава стипендии надвор од државата. Целото тоа треба да се искористи.
Високото образование можеби е единствените институции во светот кои што многу порано ја разбрале вредноста на она што значи размена и мобилност. Значи, никој порано не го поставуваше прашањето за мобилност и размена, меѓутоа тоа може да тргне од двајца професори на две точки во светот и може да настане таква размена на студенти без никој да ве праша каде одите, зошто одите и што ќе правите таму од некаков аспект на ограничување од работодавецот таму каде што работите. Значи, тоа е постоело од секогаш и тоа е единствено го нудат овие институции. И не случајно овие институции се тие институции кои што ги треба да ги промовираат тие највисоки вредности на вистина, на чест, на духовен развој. И само од овие институции тоа може да прерасне и да помени на другите институции. Така да идината е предизвик за сите нас и јас верувам дека ние ќе препознаеме и ќе влеземе уште многу посериозно во она што треба да представува квалитет. Квалитетот е тоа што ќе не одвои, бидејќи ако ние тоа не го правиме, веројатно некој друг го прави во моментот. Така, проректор, благодарам за разговорот. Благодарам и беше задоволство.